Поминаа 50 години откако Опел го пензионираше спортскиот ГТ, а и ден денес остана нејасно зошто славниот возед остана без наследник. Оние кои го паметат со носталгија се присетуваат на атрактивното купе поставено на механика на Кадет, чија каросерија ја произведуваше француската компанија Брисуно Лоц. Неговото представување во 1968 година беше вистинска сензација, бидејќи никој не очекуваше таков спортски автомобил со знакот на конзервативниот Опел. Идејата да се подготви европски еквивалент на Chevrolet Corvette испадна полн погодок. Умно обмислен, тој ги испровоцира купувачите кои беа одушевени од понуденото за сосема разумна цена од 11.300 германски марки, еквивалент на денешни 25.000 евра. За тие пари се добиваше на изглед ултимативен спортски автомобил со должина од 4,1 метар и 1,1 литарски мотор со 60 конски сили. Вистинскиот темперамент го обезбедуваше 1,9 литарскиот мотор од рекорд со 90 коњи, со кои засиленото подвозје добро се справуваше. 4-степениот менувач овозможуваше забрзување до 100 км на час за сосема солидни 11,5 секунди, а заради одличната аеродинамика уверлива беше и максималната брзина од 185 км на час. Сето ова беше доволно до 1973 година, кога престана да се произведува, да бидат продадени 103.463 примероци, од кои повеќе од половината во Соединетите Американски држави.